Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Државната изборна комисија излезе со официјални податоци. На гласање вчера излегле 36,91% од запишаните граѓани во избирачкиот список. Повеќе на оваа тема ќе ви прикажеме веднаш по генералната најава. Државната изборна комисија го прогласи референдумот за неуспешен. Околу 250 деца на листата на чекање во градинките во аеродром. Бруцошите го започнаа студирањето. Газибаба, општина со нов ИСО стандард. Од ноќеска ново поскапување на горивата. По обработени 100% од гласачките места во Македонија, денеска Државната изборна комисија го прогласи референдумот за неуспешен, а интерес за резултатите од референдумот пројавија речиси сите земји од соседството и Европа. Со директни известувања од Македонија, новинарите од Хрватска, Албанија и Грција информираа за сите случувања во Македонија. На вчерашниот референдум гласале 666.743 граѓани, или 36,91% од вкупно запишаните 1.806.336 во избирачкиот список, соопшти денеска ДИК, по обработени 100% од избирачките места. На референдумското прашање, дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, за гласале 91,46% или 609.813 граѓани, а против се изјасниле 5,65% или 37.700. Неважечки се 19.221 ливче или 2,89%. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дирковски рече дека согласно утврдените резултати, одлуката не е усвоена, зашто не гласале повеќе од половина граѓани запишани во избирачкиот список. Извештајот од Државната изборна комисија ќе биде објавен во службен весник во рок од 15 дена, а ќе биде доставен до собранието и објавен на веб страната на комисијата. Покрај за домашната јавност, спроведувањето на референдумот беше интересна тема и за соседството, како и за земјите од Европа. Новинарски екипи од Грција, Хрватска и Албанија и денеска, ден по завршувањето на гласањето, со вклучување во живо, известуваа за состојбата во Македонија. Иако одлучно одбија да дадат изјава за нашата телевизија, откако ги исклучивме камерите, ни го кажаа нивниот личен став, според кој тежок период и предстои на Македонија. При известувањата од Македонија, светските медиуми акцент ставија на високата поддршка за членството во НАТО и Европската Унија и договорот со Грција, но и ниската излезност на граѓаните. Економскиот факултет во Скопје денеска ја прими 69-та генерација студенти или идни економисти, ревизори или маркетинг агенти. И оваа година, како и изминатите, имаше голем интерес за запишување на овој факултет. Првиот академски час символично го одржа ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Никола Јанкуловски. Првиот академски час на економскиот факултет во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи символично го отвори ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски. Бруцошите со пригодна свечаност ги пречекаа и деканот како и продеканите на факултетот, кои им посочија дека единствено со одговорност и посветеност се постигнува успех, а потоа им ги врачија и препознатливите црвени индекси. Сигурен сум дека денешниот ден ќе биде забележан во календарот на вашите животи како еден од позначајните. Денес започнувате со нова развојна етапа. Етапа која бара сериозен пристап, затоа што таа суштински ќе ви ги дефинира и насочи животите. Ве советувам на предизвиците кои ќе ве очекуваат во наредниот период, да не ги гледате како пречка, туку само како поголем стимул за стекнување на знаење. За да имате надежна утрешнина, почитувани колеги студенти, работете вредно, посветете им се максимално на студиите, соработувајте со вашите професори, зашто само така ќе успеете. Со вашата работа и успеси направете ги горди вашите родители, вашите семејства и нас на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје.
Новите студенти, возбудени, со нетрпение чекаат да ги заземат своите места во предавалните и амфитеатрите. Очекуваат успех во студирањето, како и во понатамошната кариера. На кој усек се запишани? На сметковство ревизија. Зошто го избравте баш овој факултет? Па го избрав затоа што сметам дека ќе имам добар успех тука и секако е еден од најпрестижните универзитети во нашата држава, еден од најстарите, со многу квалитетни кадри и се надевам дека ќе имаме многу среќа. Кои се очекувањата? Започнува нова академска година, ова е за вас нешто ново. Како се чувствувате, возбудени? Па се чувствуваме возбудени, малку уплашени, трема, но се надевам дека се ќе биде окей, дека ќе бидеме добро пречекани. Со среќа. Фала ви многу. Пред да се запишете на економски факултет, што завршивте средно? Учам во приватното средно училиште Јахја Кемал во Скопје. Зошто го избравте токму овој факултет? Па затоа што ме интересира економија. Кои се очекувањата ваши? Па мислам дека ќе имам добар успех, одличен успех. Среќа. Фала. Какви се вашите очекувања, како се чувствувате? Многу сум возбудена како прво. Очекувам се да се биде окей, со ред, да запознавам нови колеги, колешки, десетки да редам. На кој одстак сте запишани? Електронски бизнес е бизнес. Какви оценки слушнавте за овој факултет, какви ставови, размислувања, зашто го избравте токму овој? За овој факултет само позитивни коментари слушнав. Го избрав овој факултет бидејќи сакам да го учам тоа. Посебно мојот одсек електронски бизнес. Затоа се запишав овде. На државните универзитети годинава се отворија места за вкупно 21.778 бруцаши. На Универзитетот Свети Кирил и Методи примаа 11.661 студент. На Гоце Делчев во Штип годинава имаше место за 5.037 бруцаши. На Битолскиот Свети Климент Охридски 3.635 студенти, а на Државниот универзитет во Тетово имаше место за 3.185 бруцаши, додека на факултетот Мајка Тереза во Скопје за 1.445 студенти. Квотите не беа пополнети насекаде. Според податоците на Државниот завод за статистика, во академската 2017-2018 година биле запишани вкупно 56.941 студент, што било за 2% помалку во споредба со предходната година. Најголем процент, 85%, биле запишани на државните високообразовни установи, додека останатите студирале приватно. Академската година 10 години почнуваше на 15 септември, но во согласност со новиот закон за високо образование, оваа година академската година започна на 1 октомври, како што беше во минатото. Општина Газибова доби нов сертификат за ISO стандард 9001-2015, кој ќе важи до 2020 година. Ова значи дека општината го применува системот за менаџмент согласно барањата за стандард и квалитет, а се користи поради подобрување на услугите на граѓаните. Нов ISO стандард за општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски се сретна со проверувачот Васко Темелковски од сертифицираното тело, кое му го додели новиот сертификат за ISO стандард 9001-2015 и кој ќе важи до 9 март 2020 година. Од Газибаба информираа дека ова значи општината го применува системот за менаџмент согласно барањата за стандард и квалитет, а се користи поради подобрување и задоволување на услугите на граѓаните од страна на општина Газибаба и реализација на процесите. Инаку претходно општина Газибаба го користеше ISO стандард до 9001-2008, сертифициран од Љубљана, Словенија, бидејќи системот за квалитет ISO 9001-2008 престанува да важи во декември 2018 година, општина Газибаба беше должна да се трансформира во ISO стандард 9001-2015. Инаку, освен Газибаба, во Скопје ISO стандард имаат и општините Аеродром и Илинден. Постоечките капацитети на детските градинки во општина Аеродром се премали за да ги соберат сите деца кои имаат потреба да се згрижат во градинка.
За Прва Скопска од општината соопштија дека во моментов на листа на чекање во градинките во аеродром се околу 250 дечиња, а општината веќе почна со решавање на проблемот. Општина Аеродром ги проширува капацитетите во детските градинки, бидејќи постојат големи листи на чекање за упис на децата. За Прва Скопска од општина Аеродром соопштија дека во моментов на листа на чекање во градинката Буба Мара има околу 220 деца, а во градинката Срничка околу 30 деца. Поради неможноста да се опфатат сите деца во постоечките капацитети, општината проблемот ќе го решава со проширување на постоечките и изградба на нови објекти. Во моментот се гради нов објект во рамките на детската градинка Буба Мара, што се очекува да биде завршен до крајот на оваа година. Новата градинка има капацитет за згрижување на повеќе од 250 деца. Објектот, што ќе биде енергетски ефикасен, ќе има приземје и еден кат со вкупна површина од околу 1200 квадратни метри. Во рамките на приземјето се предвидени 4 занимални за деца од 2 годишна до 4 годишна возраст. На катот се предвидени 2 занимални, односно јасли за деца до 2 години, како и 2 занимални што може да ја менуваат својата функција за возраста на децата зависно од потребата. Општината континуирано одвојува средства од буџетот за проширување на постојните капацитети и поради тоа веќе има изготвено проекти за доградба на 2 постоечки објекти на детската градинка Срничка и реконструкција на еден од постоечките објекти на градинката Буба Мара, а во тек е изработка на проект за доградба на еден постоечки објект на Буба Мара и проект за изградба на нов објект на детската градинка Срничка. Во општина Аеродром има 2 детски градинки, Срничка со 6 објекти во кои се запишани 1750 деца и Буба Мара со 5 објекти, каде во моментов има околу 1250 дечиња. Од денеска почна чистењето на црниот канал во Киселавода. Од општината информираат дека овој канал претходно бил исчистен во мај, но несовесни граѓани продолжуваат да фрлаат отпад. Општина Киселавода почна со ново чистење на црниот канал. Фирмата ангажирана од општината од денеска работи на расчистување на наталожената тиња, на раснатата вегетација, како и од отпадот фрлен од несовесните граѓани. Од Киселавода соопштија дека до крајот на оваа недела со механизација ќе се чисти од улицата Малешевска па се до пречистителната станица во Студеничани. Црниот канал и коритото на реката Мала Рада темелно беа исчистени во мај, поради што уште еднаш од општината апелираат за совесно однесување на жителите на овој дел од градот. Фрлањето на отпадот во одводните канали им прави штета на жителите и го намалува квалитетот на секојдневното живење. Регулаторна најави ново поскапување на горивата од ноќеска на полноќ за 1 денар. Евро Супер 95 ќе се продава за 73,5 денари. Евро Супер 98 ќе се продава по цена од 75 денари, а дизелот 67 денари. Цената на горивата од ноќеска на полноќ се зголемува за 1 денар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,03, односно за 1,98%. Новата малопродажна цена на Евро Супер 95 ќе изнесува 73,5 денари за литар. Евро Супер 98 ќе се продава за 75 денари, Евро Дизел за 67 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 55,5 денари за литар. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 4,17% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,53% понискиот курс на доларот во однос на денарот.
Од 1 до 31 октомври Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе спроведува анкетно истражување за потребата од вештини на пазарот на трудот за 2018-2019 година. Целта на анкетирањето е да се обезбедат информации за потребата на работодавачите од нови вработувања во наредните 6 до 12 месеци, како и професиите со кои треба да располагаат кандидатите за новите вработувања. Од денеска стартува анкетното истражување за потребата од вештини на пазарот на труд за 2018-2019 година, која Агенцијата за вработување на Република Македонија го спроведува согласно оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година. Целта на анкетата за потребата од вештини на пазарот на труд е да се обезбедат информации за потребата на работодавачите од нови вработувања во наредните 6 до 12 месеци и потребата од занимања и вештини со кои треба да располагаат кандидатите за планираните нови вработувања. Резултатите добиени од анкетното истражување представуваат основа за креирање на анкетни програми и мерки за вработување, кои имаат за цел да ги зголемат вештините на невработените лица и да ја зголемат нивната конкурентност на пазарот на труд. Се очекува исто така резултатите да придонесат во создавање на услови за подобро функционирање на пазарот на труд, преку вкрстување на понудата и побарувачката од соодветна квалификувана работна сила. Тие ќе послужат и во образовниот систем при концепирање на уписните политики и креирање на нови образовни програми за занимања усогласени со потребите на пазарот на труд. Од Агенцијата за вработување на Република Македонија вела дека анкетното истражување ќе се реализира во периодот од 1 до 31 октомври помеѓу работодавачите од приватниот сектор со 7 и повеќе вработени. Со цел успешно спроведување на анкетата во Агенцијата за вработување беа спроведени обуки за вработените лица, како и за невработените лица кои ќе бидат ангажирани во реализацијата на анкетата. Од денеска градски паркинг Скопје почна со зимското сметање на работното време. Од понеделник до петок работното време ќе биде од 7 до 21 часот, а во сабота од 7 до 14 часот. Од денеска почнува зимското сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува јавното претпријатие Градски паркинг Скопје. Работното време на зоните А, Б и Ц од понеделник до петок ќе биде од 7 до 21 часот, а во сабота од 7 до 14 часот. На јавната површина наменета за паркирање зона Д, работното време останува исто, од понеделник до сабота од 7 до 23 часот, соопшти јавното претпријатие Градски паркинг Скопје. Денеска во Македонија имавме променливо облачно време со повремен локален дожд во југоисточните делови и со слаб до умерен ветер од западен и југозападен правец. Во Скопје преовладуваше умерено облачно време со сончеви периоди и слаб до умерен ветер од југозападен правец. За утре метеоролозите најавуваат претежно стабилно и релативно топло време. Повеќе услови за локален дожд ќе има в среда и петок. Денеска имавме температура до 23 степени. Утре ќе се искачи до 24 степен. В среда температурата ќе се движи од 6 до 23 степени, четврток од 4 до 20 и в петок од 7 до 23 степени. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страница mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.